Драги представници на медиумите, ви благодарам што ви има во вулкав број. Целта на данечната пресконференција е промоција на истражувањето на јавното мислење меѓу родителите за воведување на нови содржини во наставата од областа на сеопфатното сексуално образование. Пред да започна со презентацијата извршниот директор Бојан Јовановски, јас би сакала да ви направам еден краток осврт за тоа што правевме ние досега на оваа тема и како стојат работите на терен. Дали јавноста е подготвена и колку младите знаат и се подготвени за да учат сеопфатно сексуално образование. Сексуално образование, сеопфатно сексуално образование, програмата почнува да се имплементира во 2015 година во ХЕРА. Предходно изработена рамка за сексуално образование, декларација, каде што 48 организации подпишуваат и петиција и прават притисок, бараат од институциите да се препознае дека е важна оваа тема. И додека дојдеме до овој момент сега, каде што веројатно видовте пред неколку дена се донесе одлука каде што ќе се пилотира сеопфатно сексуално образование во училиштата. За додека дојдовме до овој момент, ние активно работевме на терен и не го губевме времето, односно поминавме над 1300 деца, односно млади кои учеа и ги поминаа 7 компоненти на сеопфатното сексуално образование. Јас на кратко би сакала само да ви кажам што е сеопфатно сексуално образование. Сеопфатно сексуално образование подразбира учење за когнитивниот, емоционалниот, социјалниот и физичкиот аспект на сексуалноста. Сексуалното образование започнува рано во детството и продолжува низ адолесценцијата и зрелоста. За децата и младите тоа има за цел поддршка и заштита на сексуалниот развој. Опфаќа 7 компоненти кои се малце модифицирани, се поразлични сега во новиот прирачник, тоа ќе ви го каже понатаму Бојан. Јас сега ќе ви кажам како изгледаше програмата за неформално образование, односно прирачникот за врснички едукатори. Тоа се 7 теми и се многу важни. Тоа е род како прва, сексуално и репродуктивно здравје, задоволство, граѓански аспекти, врски и односи, насилство и различност. Ова се 7 компоненти, односно еден цел модул од 7 различни теми кои ги опфаќа сексуалното образование и кои младите во еден 3-неделен циклус училишен или викенд едукација ги поминуваат заедно со врснички едукатори. 60 акредитирани врснички едукатори на возраст помеѓу 16 и 24 години се сертифицирани од страна на ХЕРА и тие се оние кои ја водат таа врсничка едукација, им ги предаваат овие теми на младите. Во 2014 година, заедно со експерти кои имаат експертизи и познавање во овие области, го правиме прирачникот за врснички едукатори, по кои денеска се водат овие врснички едукатори и ги водат едукациите. Во последниве неколку години, од 2015 па се до сега, имаме поминато над 20 училишта широм Македонија. Во последниве 2 години гледаме се повеќе да дисперзираме програмата и да ги посетуваме и другите градови. Одиме по рурални и урбани средини, поминуваме училишта кои се од различни етнички припадности и националности. Меѓувреме одиме и со едукативни центри, тоа се нашите центри на Водно и во Шуто Оризари, каде што имаме едукации. Бевме последнава година во Дебар, во Тетово, не случајно ги потенцираме овие градови, се повеќе се, како што ви кажав, се уклучуваат млади од различни националности. Така што програмата се шири и можам да спомнам дека во 2015 година сме поминале 100 млади, во последниве 2 години поминавме околу 700. Така што мислам дека тоа е една бројка која укажува на потребата итна од воведување на сеопфатно сексуално образование и огромен, зголемен интерес од страна на младите, па и родителите и наставниците за овие теми.
Ако некогаш ни требаше многу мака за да влеземе во училиштата, подпишување меморандуми и слично, со тек на време тоа малце се смени и сега веќе сами набараат и ни звонат на телефон. Дали родителите, дали наставниците, дали децата. И тоа само за тоа што дефинитивно овие теми ги засегаат, имаат многу прашања, збунати се, а за жал во рамките на образовните институции одговорите не може да ги добијат. Токму затоа ние бевме на терен се до овој момент, каде што се обидовме максимум колку ни се капацитетите да им дадем одговор на овие прашања, па се надеваме дека нема да остане само на оваа одлука сега, дека од септември на вистина ќе се пилотира и тие одговори ќе можат да си ги најдат тамо каде што има место. Она што е всушност главна цел на самата пресконференција која што имаме е да ги презентираме резултатите од ова истражување кој што го направивме помеѓу родителите со цел да видиме колку се они подготвени децата да учат на теми поврзани со сексуалното образование, односно да ги видиме нивните лични мислења и ставови во однос на воведување на сексуално образование во самите училишта. Инаку самото истражување се базираше на телефонска анкета, каде што се обидовме да направиме што е можно порепрезентативен примерок, во кој што се беа вклучени 800 родители и старатели. Истата беше спроведена во јули 2019 година. Значи целта ни беше да направиме анализа на мислењата на родителите во однос на различните теми за воведување на содржини за сексуално образование во училиштата. Значи не ни беше идејата да ги прашаме дали сте за или против воведување на сексуално образование, бидејќи сметаме и се уште сметаме дека голем број од родителите не го сваќаат концептот на сексуално образование. Зошто? Ова е едно од прашањата кои што многу често ни се случува во минатото, кога разговаравме со властите, со политичарите во однос на воведување на сексуално образование, вклучително и со Бирото за развој на образование, со Министерството за образование, каде што една од главните пречки беше дека родителите не се подготвени нивните деца да учат за сексуално образование, односно ќе се јави отпор во самите училишта во однос на сексуалното образование. Особено ни беше потенцирано дека ваквиот отпор би бил присутен во средини кои што се со мултиетнички карактер, особено во средини каде што доминира, да кажеме, муслиманското население, меѓутоа исто така и во руралните средини. Секако не ни беа доволно представени аргументи и факти зошто е тоа така, и ние решивме, ајде да видиме, да направиме една анкета со цел да видиме дали на вистина има толку голем отпор и предрасуди кај родителите во однос на воведување на содржини за сексуално образование, со цел да видиме како понатаму би можеле ние да продолжиме со нашите активности за лобирање и застапување. Че веќе Мери ги спомена темите на сексуално образование. Оно што сакаме ние тука да го демистифицираме е дека сексуалното образование не се однесува само на биомедицинските аспекти, не се однесува само на здравието персе во однос на сексуалното образование. Туку тоа опфаќа многу други различни компоненти, пред се градење на емоционални, социјални вештини кај децата кои што се поврзани со различни аспекти. Го споминуваме родот, значи зборуваме за борбата против родовите стереотипи, за нееднаквиот третман на жените во општеството, воопшто за родовата еднакост како една од важните компоненти на сексуалното образование. Збориме за врски и односи, збориме колку децата и како децата да се чувствуваат најподготвени да влезат не само во сексуална врска, туку и во емоционална врска и какви се односите помеѓу нив. Збориме за телото и за сликите за своето тело во однос на значењето на истото. Зборуваме за здравствените аспекти во сексуалното и репродуктивното здравје, како да користат кондом. Значи, зборуваме и за практични вештини во однос на тоа употреба на контрацепција, каде да најдат, кому да се обрадат во однос на добивање на одредена медицинска грижа и поддршка. Збориме за сексуалноста како еден од главните аспекти на човековото тело. Збориме во однос на насилството, како да го препознаат, како да го идентификуваат, како практично да преземат чекори во однос на себе заштита, меѓутоа заштита и на своите врсници. Збориме за граѓанските аспекти. Многу од аспектите поврзани со сексуалното образование се поврзани со рамката на човекови права, во однос на почит кон различните целни групи, маргинализирани и вулнерабилни, кои што се особено ранливи
кога зборуваме за сексуалноста воопшто. Значи, ова се едно од главните наоди, самото истражување ви е поделено, го имате и во хард копија. Меѓутоа, она што е многу важно се напомене дека меѓу 82 до 96% од младите се согласува дека младите треба да, од родителите се согласува дека младите треба да учат на теми од сеопфатното сексуално образование во самиот формален образовен систем. Може да видите кои се највисоките оценки, односно најголемата согласност каде постои во однос на заштитата од насилството, услуги при ризик од СП и ХИВ, особено многу им е важно на родителите, каде можат младите да најдат информација, каде да се тестираат, каде да се обратат за одделена помош и поддршка. Исто така заштита од несаканата бременост, односно контрацепцијата е многу важен сегмент. Потоа заштитата на сексуалните и репродуктивните права, како да ги препознаат прекршување на своето сексуално и репродуктивно право, кому да се обратат, како на некој начин да се намали таа стигма и дискриминација. Изборуваме за пубертетот, значи телесните промени кои што се случуваат во пубертетот, самата зрелост и така натаму, тоа се многу битни важни елементи на родителите. Најниските се однесуваат на давање на согласност при влегување во сексуален однос, особено првиот сексуален однос, иако сега можеби најниски од ова истражување, се уште доста високи, 82%. За да можеме тоа да го илустрираме, практично тука се наведени сите 12 теми преку кои што се дел од сеопфатното сексуално образование. Значи ги прашувавме родителите, дали сметате дека вашите деца треба да научат за различните форми на насилство и дека насилството, особено кон девојчињата, има последици кон целото општество. Гледате, 96%. Да научат какви телесни промени се случуваат кај двата пола во текот на пубертетот, високи 95%. Практично за сите овие 12 теми, значи не ги прашувавме дали вашите треба деца да учат сексуално образование, меѓутоа дали треба во образованието да учат, не знам, да знаат како да се справат со притисоците од средината за да имаат сексуален однос. И тоа се ни високи параметри кои што морам да признам дека и ние бевме изненадени дека ќе имаме толку високи бројки добиени од самата анкета, во кој што се покажа дека родителите во основа имаат многу висока согласност во однос на скоро сите теми, освен можеби 88% каде што вика да знаат какво е значењето давање согласност за влегување во сексуален односно првиот сексуален однос, за кој што е помал процентот, меѓутоа како што напоменав, се уште многу висок. Она што можеби е како одреден предизвик, кој што се појави во самото истражување, е дека традиционалните улоги на мажите и жените во општеството се уште, за жал, се многу поддржани од страна на родителите, односно ставовите се многу во насока на поддржување на тие традиционални улоги и секако сексуалната ориентација, која што за 59% од родителите сметаат дека се уште не е прифатлива. Поддршката на традиционалните улоги за мажите и жените во општеството ние согледуваме практично преку се извинувам. Ја согледувавме преку оние изјави кои што им ги поставивме на родителите, односно дали мажите се тие првенствено кои се одговорни финансиски да заработуваат во семејството. И тука имавме висок процент на родители кои сметаат дека да, мажите се тие кои што треба да се одговорни за финансиски, нели, да обстоја самото семејство. Тука можеби имавме и најголема дискрепанца кој што се појавува помеѓу етничките заедници. Можеби тука она што беше интересно е дека околу 35% се движи помеѓу 35% кај албанската заедница до 70% кај македонската заедница. Сакам да кажам, тука можеби се гледаат најголемите разлики кои што постојат во однос на етникумот. Иако во однос на сите други прашања не постоеше некоја друга демографска карактеристика која што покажува голема осцилација во однос на прифатливост. Значи, кога збориме за демографските податоци, истражувањето покажа дека нема разлики ни по однос на
полот голема, ни по однос на возраста, ниту по однос на средината на живење или економскиот статус. Оно што е многу важно е дека прифаќањето за голем број од темите кај македонската да кажеме кај македонските родители се движи помеѓу 90 и 97%, додека кај родителите албанци помеѓу 81 и 95%. Значи во секој случај процентите се многу високи. За жал, исто така, например, родовите стереотипи ги меревме преку ова прашање, дека на девојчињата не им доликува да мастурбираат. И сега исто така тоа е исто став кој што се однесува на темата род, во однос на како ја сметат која е улогата на мажот и жената во општеството. Преку тоа прашање исто така се прави некаква проценка и може да видите дека тука, например, 36% не се согласуваат, 38% се согласуваат, 18% немаат одредено мислење. Што значи дека доаѓаме до некаков заклучок дека постои висока поддршка за воведување на сексуално образование од страна на родителите, меѓутоа овие аспекти кои што се поврзани со сексуалните идентитети, потоа прашањата поврзани со односот и третманот на мажите, на жените во општеството се особено многу важни и за жал многу малце се адресираат во рамки на образованието кај младите и тие особено треба да бидат прилагодени на возраста, за да можат кај младите да градат позитивни вредности во однос на овие прашања, сексуалните идентитети и еднаквоста на жените и мажите, но истовремено да придонесуваат кон намалување на стигмата и дискриминацијата на одредени групи на граѓани. Она што можам да го заклучам уште еднаш е дека самото истражување нас не изненади позитивно, дека постои поддршка. Од друга страна имаме одлуката на владата, како што спомена Мери, дека конечно се предложува воведување на пилот програма во неколку основни училишта, односно тоа ќе бидат 4 основни училишта, преку кои што понатаму самите резултати кои што ќе бидат добиени од таа пилот програма практично ќе се искористат да се види кој е најдобриот модел сексуалното образование да се изучува во училиштата, а тоа сепак да биде согласно препораките и стандардите на УНЕСКО, односно агенциите на Обединетите нации и секој да биде прилагодена на возраста на учениците. Јас тука би завршил во однос на ова издржување, на крај би споменал дека се надевам дека паралелно со ова одлука за пилотирање на програма, истовремено владата ќе работи на одвојување на буџетски средства како би можело оваа пилот програма да може да се спроведе наредната, односно 2021 година, како што можевме да видиме од информацијата, бидејќи не е доволно само да се има политичка волја, таа политичка волја треба истовремено да иде паралелно со одредена финансиска заложба од страна на владата. Благодарам. Благодарам, Бојан. Дали може би има прашања? Кој оделение ќе се предава? Значи ќе се предава во 8 оделение, 7 и 8 и ќе бидат 4 различни училишта од рурална и урбана средина. Не ги знаеме се уште училиштата, допрва ќе треба да се одредат. Да, меѓутоа училиштата треба да истовремено го исполнат тоној услов да има меѓуетнички диверзитет. Тоа значи дека ќе бидат училишта во кои што има запазено истовремено и македонско население, и албанско, и ромско, така да во основа ќе мора да бидат исполнети сите тие предуслови за да може да се мери влијанието и кај различни целни групи, истовремено и кај различни целни групи по етникум, меѓутоа и во однос на полот, нели, какви се резултатите кај момчињата, какви се кај девојчињата. Може уште на кратко малку подетално за пилот програма. Како се 2020 треба да почне да се спроведува во 4 училишта со мешан етнички диверзитет, кој ќе предава и
Прво кида, значи, само иницијативно, професори кои се веќе сензибилизирани за овие теми, кои имаат интерес, кои сакаат да ги предаваат, ќе можат да се пријават, потоа ќе треба соодветна обука да поминат, водејќи се по прирачникот кој ние веќе го изработивме за наставници. Откако ќе поминат таа обука и ќе бидат сертифицирани и обучени, веќе ќе можат да почнат и да им да предаваат во тие одредени училишта кои, како што кажавме, допрва ќе треба да ги одбераме кои ќе бидат. Профил образован педагози или некои наставници по биологија? Значи, каков профил треба да бидат наставниците кои дополнително ќе бидат обучени за ова? Значи, главно ова прашање веројатно ќе треба да го поставите на адреса на Бирото за унапредување, односно развој на образование, кој што практично ќе биде лид, кој што ќе биде водечка институција, кој што ќе треба да го спроведе понатаму пилот програмата. Ние како организација сме дел од сите овие подготовки, меѓутоа одредени одлуки се носат во рамки на Бирото. Она што претходно Бирото заедно со Хера, кога работеше во рамки на тоа каков модел треба да има сексуалното образование како дел од наставата во училиштата, се разгледуваа повеќе модели. Консултирате некои веќе утврдени модели? Да, имаше експертска група која што беше составена од 22 луѓе кои што работеа на моделите. И потоа моделите се оценува со цел да се види кој би бил најдобриот модел. Имаше модел во однос на задолжително сексуално образование, имаше модел во однос на изборен предмет, имаше модел во однос на тоа да биде дисперзирани различни теми по различни предмети, имаше модел каде што дали тие наставници да бидат педагози или психолози, дали тоа да бидат наставници по биологија или слично. Тоа е некои 6-7 модели, повеќе информации може да добиете тоа и од самото Биро за унапредување на образованието, кој што мислам дека ќе изготви одреден прес-релиз по однос на ова многу брзо и ќе ви соопшти. Меѓутоа, она за кое што најмногу се согласија експертите е дека пилот програмата треба да биде воведена како изборен предмет, сега за сега, имајќи предвид какви се реформите во образованието и какви се капацитетите и можностите на училиштата, истовремено таа програма да ја предаваат наставници кои што ќе бидат мотивирани, кои што ќе имаат желба, а не на кои што ќе им се наметне, бидејќи ти си психолог или педагог, тоа да го правиш, бидејќи ние, она што го работиме по училиштата, во различни училишта имате различен мотивација кај наставниците. Некаде психологот е помотивиран, некаде наставникот дури и по физичко или по музичко. Така да идејата беше дајде да и дадеме на оние наставници кои што сакаат тоа да го прават, тие да бидат вклучени и тоа ќе видиме како ќе се реализира преку Бирото. Меѓутоа за тоа ќе добијат и они еден сеопфатен пакет на тренинг. Бидејќи самиот тренинг сигурно ќе биде доста долг, она што беше нешто планирано во првична фаза, тој може ќе трае и 5 до 7 дена полни за да можат они да ги добијат сите овие знаења и вештини како да зборуваат со младите на овие теми. А имате ли сознание во другите зими како во врба кај нас велите лимитот во 7 и 8 деление? Дали тој бракет сличен за таа возраст и во другите зими? Како што ви спомнав, сексуалното образование кога се воведува треба да биде адаптирано на возраста. Според тие препораки на УНЕСКО за секоја возрастна група постои конкретни знаења и вештини кои што младите треба да ги научат. Тоа значи дека знаењата, ставовите и вредностите кои што треба да ги стекнат помеѓу 9 и 12 години се различни кај оние кои што се помеѓу 12 и 15 или 15 и 18. Во УНЕСКО стандардите има 4 возрастни групи, така да идејата на ова пилот програма кај нас, она што беше дадено како препорака, беше дајде да почнеме уште во основно образование. Ги зимаме препораките од УНЕСКО од 12 до 15 години, таа е таа целна група 8-9 одделение и врз основа на тоа се направи пакетот на тренинг материјали за наставниците. Тоа значи дека таа програма ќе одговара на таа возраст. Сега ова е почеток. Идејата е сега првенствено во основното училиште. Сега го треба да се види што во средното училиште би се изучувало, меѓутоа преку оваа пилот програма веројатно ќе имаат повеќе податоци и властите и особено оние кои што се одговорни за образованието, како да креираат програма и за средно образование, како да креираат програма и за предучилишно образование. Збориме за деца од 3 до 6 години.
кој што нормално не се вика сексуално образование, и искуствата во различни земји е различна. И мислам дека не можеме да најдеме некоја иста константа кој што допира во сите училишта. Некаде, например, имаат програма здравствено образование, па тамо. Некаде имаат, например, Британија или Шведска, каде што имаат баш sexuality and relationship education, кој што се кај што има многу повеќе работи кои што се учат. Збориме за северноевропските земји кај што се отидени многу понапред, каде што во градинките веќе имаат одреден курикулум за работа со децата. Така да различно искуството во самото истражување, имаме ние нешто напишано, меѓутоа нашата веб страница има во однос на сексуално образование во 22 земји, така да можете да отидете на веб страната да видите во различни земји на кој начин се спроведува сексуалното образование. Мислам дека секоја земја е сама по себе доста различна. Ние се обидуваме колку што е можно повеќе овие теми навистина да бидат вклучени како задолжителни. Тоа е идејата. Кај ќе се обучува? Мислам на наставниците, кои ќе ги прават? Па бирото повторно. Да. Во кој дел сте вие вклучени? Ние сме вклучени во подготовка на наставните материјали сега, кои што треба да се подготват за родителите за да може да ја поминат таа обука. И тука има неколку експерти кои што се вклучени во пишувањето на самите работилници за сите овие теми. Така да, кога ќе завршат, јас се надевам дека до крајот на декември веќе ќе го имаме финален самиот прирачник за родители, за наставници, за таа пилот програма, повторно зборам за пилот програмата наставниот материјал. Веќе ќе се започне, веројатно ќе треба да почне бирото да планира на кој начин тоа да се спроведе на терен. Кои училишта се селектираат, од каде да се селектираат, како да ги мотивира и избере наставниците, каде да ја одржи понатаму обуката, кои ќе бидат тренерите. Значи тоа се работи кои што веројатно треба да следат понатаму. Колку време е предвидено да трае пилот програмата во овие 4 училишта, односно колку часа, ако треба 36 часа, колку што читаме тоа да бидат изборни, колку се предвидува пилот програмата, колку предвидува во овие училишта и под кој назив ќе биде вака сеопфатно сексуално образование, ќе се вика или се уште не знае? Како мислите? Значи, се работи за пилот програма, се уште нема наслов пилот програмата. Меѓутоа, идејата е веројатно за некој период од 2 години да се спроведе пилот програмата, да се направи евалуација на истата, да се направи извештај, да се види кои се добрите, кои се лошите страни, кои се предизвиците и врз основа на тоа да се направи стратегија понатаму како задолжително да се воведат содржини за сексуално образование во училиштата. Значи мислам дека е малце подолг процес. Ова што се збори за 36 часа, тоа е идејата, ако се има изборен предмет во училиштата, 36 часа е вкупниот број на часови кои што треба, не знам, децата во 8 или во 9 оделение да ги поминат со цел да ги опфатат сите овие 7 компоненти кои што се делат од сексуалното образование. Така да на некои од прашањата се уште нема одговори и веројатно ќе треба и повеќе со бирото да разговарате, имајќи предвид дека они се носители на оваа активност. Ние навистина гледаме што е може да дадеме поддршка со нашите капацитети, со нашите ресурси, меѓутоа не можеме да го замениме системот. Со нашето неформално образование до некаде го заменуваме она што го правиме на терен, меѓутоа не можеме да ја опфатиме цела Македонија нормално.